Во студиото со вас, Тамара Дичовска. Почитувани, добро утро. Ви благодарам што и ова утро стителе вашиот избор за утрински вести. Истрагата за пожарот во дискотеката Пулс се прошири на 59 осомничени лица. Меѓу нив и 14 полициски службеници, од кои 7 беа во притвор, но на барање на обвинителството вчера ефективниот притвор им беше заменет со мерки на предпазливост, а за 7 нови судот вчера им определи исто така мерки на предпазливост. Сите се осомничени за тешки дела против општата сигурност и предизвикување општа опасност. Уште 10 полицајци се под истрага за пожарот во дискотеката во Кучани. Полицијата приведе 6 мина, по еден се уште се трага. Тројца од нив веќе биле во притвор под сомнение за друго кривично дело поврзано со несреќата. Се работи за полициски инспектори, началници и командири кои од 2012 до 2022 подпишувале и делегирале одобрение за дискотеката да добие лиценца од Министерството за економија. Сите се осомничени за тешки дела против општата сигурност и предизвикување општа опасност. Обвинителството соопшти дека осомничените не извршиле целосна и детална проверка во врска со издавање на позитивна согласност за издавање лиценца за кабаре Пулс во делот на безбедноста во сообраќајот и јавниот ред и мир. Со издавањето на согласностите сите заедно му овозможиле на правното лице да се стекне со лиценца за вршење угостителска дејност, иако истото не ги исполнувало предвидените услови. Од 7 новоосомничени, само еден актуелен полициски службеник, останатите се во пензија. 5 минути апсентните биле началници во Штипската, а 2 во Кочанската полиција. Според информациите, актуелниот началник не се сомничи конкретно за пожарот, туку за постапка од пред неколку години. Не постапиле според прописите за мерките за заштита и не извршиле целосна проверка пред да биде издадена позитивна согласност за издавање на лиценца за кабаре, со што предизвикале опасност за животот и телото на луѓето, на место каде што се собираат поголем број на луѓе. Обвинителството побара мерки за предпазливост. Најавија прибирање на дополнителни докази за пожарот во Пулс. Обвинителите се состанале со стручни лица од повеќе области и ако увидот на лице место формално е завршен, вештите лица кои вршат испитување и анализи за потребите на постапката на лице место преземаат дополнителни действија. Со таа цел, објектот се уште е обезбеден и локацијата детално се прегледува. Дополнително до овој момент за потребите на постапката се издадени наредби за анализа на податоци од преку 70 мобилни телефони и 30 на десктоп и лаптоп компјутери. До сега за пожарот во Кучани осомничени се 59 лица и 3 фирми. Меѓу нив има 4 поранешни министри за економија, директори на ДЗС, ДПИ, општински инспектори, градоначалници и високи функционери на локалната полиција. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Од 23 угостителски објекти, кај 17 се утврдени неправилности покажале последните инспекцијски контроли. На 9 им е веќе одземена лиценцата, а другите имаат рок да ги исполнат минимално техничките услови, доколку сакаат да сочуваат истата. 23 лиценци биле издадени. Добра. Колку? Значи, активни. Добра. И во минатото и во сегашното време 23 лиценци се активни. Од тие 9 лиценци не ги исполнуваат минимални техничките услови, кои што се утврдени од Државен пазарен инспекторијат и сме известени и ние сме постапиле, сме ги земеле лиценцата. Наместо единство, Таравари направи раздор во коалицијата Вреди. Е ставот на тројката Меджити Касами Ибраими. Откако решил сам да настапи на локалните избори, велат тој сам се исклучил од коалицијата. На вчерашниот состанок од коалицијата Вреди пак одлучија со заеднички листи да одат на локалните избори. Меджити Касами Ибраими пресекоа. Таравари сам се исклучи од коалицијата Вреди. Откако лидерот на Алијанса одлучи сам да ја трча трката на локалните избори, од Вреди велат разобличени се неговите намери. Наместо единство направи раздор. Меджити обвини дека Таравари подолг период преговара со ДУИ и со олигарси. Имате изјава од господина Таравари дека има понуда од Влен 35%-40% во полза на Алијанса на албанците. Значи и тоа не му беше доволно, исцрпните преговори со месеци, значи и покрај тоа што се абсолвира сите политички аргументи и беше фаворизирана уште еднаш, значи, Алијанса на албанците, значи на него не му беше важна понудата,
не му беа важни преговорите со Влен, бидејќи веќе има склучен договор со Демократската унија за интеграција и на некој начин тој е само исклучен. Едногласно одлучиле вреди да има заеднички настап на локалните избори. Коалицијата Влен денес одлучи да настапи заеднички на изборите и со советнички листи и со кандидати за градоначалници. Додека во наредните денови ќе се формираат и заеднички изборни штабови на Влен за заеднички настап на престојните локални избори. Во наредните денови ќе ве информираме и за политичката реорганизација на структурата и за стратегијата на Влен за престојните избори. По ваквата одлука на тројката одвреди, високи партиски извори од Алијанса на Таравари засител вела дека оставаат простор за можен договор за заеднички кандидати за градоначалници во неколку општини, но немаат дилеми дека, како што кажа Таравари, на листите за советници да одат самостојно со своји кандидати. Партиското раководство синоќа во Тетово донесе конечна одлука дека за нив не се прифатливи понудите на коалиционите партнери, но не исклучуваат можност за разговори со некогашниот сопартиец Зијадин Села. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Владините партнери на Вреди пак уверуваат дека не е загрозена стабилноста на владата, но и дека ги следат превирањата во коалицијата. За ВМРО ДПМН случувањата во Вреди се внатрешно прашање на Вреди, додека според движењето Знам е нормално пред избори да има политички превирања, но тие не се закана за владеачката коалиција. За Максим Димитриевски е неприфатлив било кој од владеачката коалиција да соработува со ДОИ. Секој еден кој што соработува зад отворени или затворени врати со се уште за жал нереформираниот ДУИ, за нас е неприфатлив да биде составен дел на партнерството во кое што учествуваме и ние, но како и да е, времето ќе покаже, во предизборниот период се случуваат вакви политички превирања и верувам дека и очекувам дека истите ќе се надминат во рамките на таа коалиција. Владата била е и верувам дека ќе биде стабилна, со самиот факт дека во владата партиципира Знам и коалицијата на ВМРО ДПМН, самата бројка потврдува дека имаме стабилно мнозинство од 64 пратеници, дополнително и број на пратеници кои што во коалицијата Вреди, кои што ја поддржуваат владата. Србија доби нова влада. Ѓуро Мацут е новиот премиер.